Денеска одигравте контролен надпревар со екипата на Тиверија од Струмица со нерешен резултат. Како го оценувате, вие денешниот надпревар помеѓу екипата на Љуботин и Тиверија? Добро, со оглед дека за нас ова е втор контролен надпревар со една екипа која што е моментален лидер на табелата, треба и мора да бидеме задоволни од прикажаното. Јасно е дека имаше некој на техничко-тактички работи неколку грешки кои ќе се трудиме да ги исправиме во периодот кој што следи. Резултат како резултат, секако беше во втор план. Покажавме дека она што мене ме радува дека физички сме доста спремна екипа. Успеавме да, и покрај негативата до второто полувреме да го изедначиме резултатот. Имавме исто доста шанси за гол, има и противниците. Резултат како резултат реален, меѓутоа како бидејќи е втор подготвителен надпревар, задоволни сме од прикажаното. Дали имате уште контролни други надпревари кои ќе ги одигрувате доколку трае паузата и што очекувате од пролетната сезона? Почетокот на првенството на 26 февруари, до тога планираме да одиграме уште 2 до 3 контролни надпревари. Првиот е веќе во сабота, закажан, против екипата на косовскиот шампион, Митровица. Онамо каде што треба да видиме правата слика и правата сила на нашата екипа. На 19 и 20 подоцна е закажан надпреварот со Деспина, кој најверојатно ќе биде и генералка пред стартот на првенството. И се надевам дека веќе во овие 2-3 надпревари нивото на игра ќе подигнеме на едно повисоко ниво и ќе дојде до израз оние техничко-тактички работи кои што ќе работиме во овие 2-3 недели колку што остануваат до почетокот на првенството. Амбициите се јасни, уште пред почеток на првенството, еден бод заостануваме зад лидерот. Предност која е достижна, самите од себе си зависиме, мислим дека имаме искусна екипа, каде што во оние пресудни надпревари се надевам дека искуството наше ќе пресуди и дека ќе успееме да ја донесеме шампионската титула во Тетово. Фала ви многу што бевте дел од порталот Тетовски спорт и очекуваме добри резултати и успеси во понатамошната надпреварска сезона. И на вас исто што секогаш го следите женскиот фудбал посебно, еве сега како нов портал кој што работите на ова, ви посакувам само успех и на вас. Фала ви многу.